поканувам да ви се обрати Ердоган Сарач, председател на Движењето за национално единство на турците и пратеник од пратеничката група на СДС. İyi akşamlar Resne. Почитувани пријатели, драги соборци за вистината и за слободата на Република Македонија, во името на Движењето за национално единство на турците и во моје лично име, ви се заблагодарувам за учеството и исто така, особено, сакам да истакнам дека само рабри луѓе можат да излезат на вакви собори. А храбрите луѓе секојаш имаат врлина, особина да се на страната на вистината и тоа вистина мора да биде дел на сите граѓани на Република Македонија. Оние што молчат и што мислат дека во овој момент не се одговорни и служат на оваа ненародна власт, навистина не се во исправен правец и затоа треба да се придружат на овој отпор и конечно Република Македонија да вратиме на вистинскиот колосек. Јас мислам дека вие очекувате вечерва да зборувам за проблемите на турците во Република Македонија. Јас нема да го кажам тоа, бидејќи јасно е состојбата, меѓутоа јас сум загрижен за Република Македонија, за еднината на Република Македонија. Верувајте, после она што се деси на 24 декември во собранието на Република Македонија, Македонија доживеа една тешка аварија по демократијата, по слободата и по сите права и слободи кои се гарантирани со уставот и законите во Република Македонија. Таква аварија не е можно да се замисли нити во афричките земји. И замислите еден кандидат кој е кандидат за влез во Европската унија и НАТО системот, безбедносниот систем и сите други системи, си дозволи заради заштита на една група на луѓе да дозволи на народните избраници да му појдат по 10 полицајци на еден пратеник. Тоа е навистина голема брука и голем напад врз слободата на говорот во собранието на Република Македонија. Тој ден, мислам дека беше голем автогол на власта. И ние малку го злоупотребуваме. Инаку ние знаеме внатре све што доживеавме. Тоа невидено е, немате представа. Прво се обидоа неколку пати да ги излечат новинарите, меѓутоа после со сила го направија тоа кога четворица полицајци ваѓа надвор еден новинар. Тоа е невидено. Тие мислеа дека телефоните нема да работат и ова што ќе направат внатре нема да биде забележано. Нема да биде внесено во етерот. За среќа наша, имаше наши колеги кои преку телефони тоа го регистрираа и цел свет виде дека навистина во Република Македонија е загрозена демократијата, загрозена слободата на говорот и загрозена е еднината на Република Македонија исклучиво заради поединци и заради луѓе кои по секоја цена сакат да газат и преку мртви за да дојдат до целта. Е тоа овој народ во Република Македонија не го заслужува и нема никојаш да одобрува. Од тие причини сметам дека можеби вечераш да сме овде малку. Меѓутоа, оние кои останаа во домовите, 100% сум сигурен дека го делат истото мислење. Чак и меѓународната јавност, акредитирани во Република Македонија, има некои сомневање дали така нешто се деси. Меѓутоа, овие денови со средбите што ги имаме со амбасадорите и со високите представници на ОПСЕ, ОДИР и другите надлежни комисии за надзор за овие состојби во земјата, се шокирани. Не може да веруваат дека ваква власт владее во Република Македонија, а народот, мнозинството уште молчи. Изузев ние што реагираме и кажуваме дека нема да дозволиме Македонија да пропадна. Македонија е моја држава и татковина и секако дека има иднина и ќе биде вечна само ако има демократски режим. Но за жал ќе повторам за овие луѓе кои владеат. Ова невидена ароганција, невидена омреза према нас сите, навистина е недозволена. Луѓе што не се плашат од Господ, што немаат срам кога лажат,
верувајте во тие луѓе, ние викаме турците немаат ни намус, ни рс, ни нација, а вера ич нема. Овие се понашаат дека се големи верници, меѓутоа верници тоа не може да го направат. Затоа што Создавателот не создал нас без разлика на нација, вера, политичка припадност и било која каква припадност. Од тие причини сметам дека навистина овие луѓе немаат капацитет да владеат со државата. Да владеат со државата како што заслужува една членка да биде во Европска унија. Од тие причини тие употребуваат сите методи само да ги заплашат луѓето, само да сеат омраза и поделби и се развива на тој начин да седат мирни во своите фотели. Јас мислам дека и ние како турци во Македонија не се согласуваме со така нешто. Огромното мнозинство на турците не се согласуваат и нема да одобруваме и секогаш ќе бидеме на страната на отпорот. А овој случај сме на страната со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со сите коалициони партнери. И ние сме сигурни дека имаме и капацитет и визија да го исправиме оваа гледка за Република Македонија, да внесеме во вистинскиот колосек и да заборавиме на овој мрак темнина што досега се одвива во Република Македонија. Шлаканици од меѓународната заедница веќе почнуваат да стигнуваат. Еве, завчера видовте, Репортери без граница објави извештај каде што Република Македонија е на 116 место. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека ние не смееме да зборуваме. Не смееме да кажеме вистината. Не смееме да кажеме дека едината Република Македонија мора да биде вака. Мора да има перспектива на сите граѓани на Република Македонија, мора да сме заштитени, мора да има работни места за сите, мора сиромаштијата да оди од нашите домови и секако да сите живееме среќни. Тоа не смееме да кажеме затоа што ги нарушиме фотелите или мирното седење во фотелите на одреден круг на луѓе. Тоа е недозволиво. Сега секој ден стигнуваат вакви извештаи и се надевам дека настаните од 24 октомври нема да биде дел од овој извештај. Од кога ќе се приклучи и тоа, ќе видите, ќе бидеме заедно со Бангладеш, со Танзанија и со некои други афрички земји, каде не е можно по никое мерило да се надмудруваме, да се мериме или жално е да се мериме. Затоа што сепак ние се наоѓаме во центарот на Балканот, во центарот на Европа и како луѓе кои имаат политичка култура и свест за државата, овие работи треба да се отклонат. Јас исто така знам дека Ресен мене ми е посебно драг град, затоа што моите политички пријатели најдобри ги сум ги сретнал во Ресен. И тие сега се кријат дома, знам, многу минати овде. Едно време, заедно, кога бевме и се подпомагаме, се разбира, Социјалдемократскиот сојуз направи да биде Ресен бастион на Социјалдемократскиот сојуз и да сите живеат на вистина примерно. Немаше човек кој што се жалеше во Ресен. Меѓутоа сега сме гледам дека сме поделени, тоа признавам, од причини од лични интереси, многу лични, многу не би рекол ситни, навистина необјасними интереси. Тоа не е дозволено. Јас денеска снимав состојбата овде и верувам оние кои што веруваат во мене ќе го најдат вистинскиот пат и конечно и мојот драг пријател Буздецки ќе свати дека надвор од јатото е самоубиство. Само во јатото тој може да најде себе си. И ако тој станал Буздецки, веројатно исклучиво заради СДС стана. И затоа довербата према матичната организација секогаш треба да биде навистина на ниво кој заслужува внимание на сите нејзини членови, а не на раздор, особено тогаш кога на Македонија овој отпор највише му треба. Од тие причини многу јасно ќе кажам дека без разлика што ние имаме јасен цел, намера да не учествуваме во локални избори, каде што со овој закон не се гарантира слобода и фер на изборите. Особено што државната администрација е тотално партизирана и немаме доверба во конечните резултати. Вистинска смисла на зборот решение за вистинскиот победник на овие избори. Особено што, ќе повторам, многу е позначено сега да го спасиме Македонија од политичка криза
него да мислиме на локални. Инаку, искрено речено, во она лавина на проблеми што имаме во Република Македонија, ресен не е нешто големо. Нешто ситно е. Затоа треба да го видиме таа голема слика, големиот интерес. А големиот интерес е Македонија да излечеме од оваа состојба. Да вратиме во вистински колосек и да вратиме довербата и вербата на сите граѓани дека Република Македонија навистина е перспективна земја, дека може сите да најдеме среќата во неа. Од тие причини ќе повторам само, бидејќи имаме искуство од Гостивар, ниту еден зависен кандидат во земјите во развој ништо не направиле за својата средина. Бидејќи се директно врзани за власта. Бидејќи ние сигурен сум дека ќе бидеме власт и тога се прашувам како тој ќе служи на овој народ ако нема поддршка од власта. Затоа во секој случај победникот пак ќе биде овде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И моите пријатели што веќе сега се двоумат, јасно сакам да држа страна, ние сме за доктор Проески, ако дојде до такви избори, и ние заедно со Проески ќе го вратиме сјајот на Ресен. Од тие причини, значи намерно се навратив на ова локална компонента, меѓутоа пак ќе повторам, верувајте, загрозена е иднината на Република Македонија. Прво треба да решиме овој проблем, а за да се реши тој проблем, мислам дека адекватно, најдобро е да локалните избори бидат заедно со предвремените парламентарни избори, тогаш навистина во фер, коректна борба, кому ќе гласа народот ќе даде доверба да се тоа почитува и се разбира на тој начин се владее во земјата. Инаку, под овие околности, ние не можеме да се враќаме назад. Не можам да се вратам во парламентот, да му речам на Трајко Велјановски, не можам да речам дека е господин. Тој ми пушташе 10 полицајци мене и се јас да му речам почитувам председатели. Не е можно. Тој не е почитуван председател. Тој на вистина, иако по функција е втор човек во земјата, човек кој слуша само наредби и доведе во криза Република Македонија да имаме политичка криза, исклучиво заради тоа што немаше мудрост тој ден да го избегне тој инцидент и да настави утре, затоа што до 31 имаше уште 7 дена да се донесе буџетот. А буџетот не сакаме да се донесе, токму како што рече и мојот драг колега Оливер Спасовски, бидејќи тие непотребно се задлужуваат. Наместо да градат фабрики, продуктивни објекти да градат, тие дават пари на скулптури, на споменици, на работи кои нема да се поврати. Све на терет на граѓаните на Република Македонија. Инаку верувајте, вие граѓаните сте многу оптеретени. По секоја основа, секој ден плаќате некои порези, само за да има луксус една гарнитура на луѓе, за да можат да живеат на начин како што тие сонувале. Тоа нема да се деси. Од тие причини, јас ќе повторам уште еден пат. Ние како Движење за национално единство на турците во земјата сме многу озбилна партија кои имаме сите да речеме единици во локалната самоуправа, наши соработници, имаме подружници, ние сме цврсто одлучени дека овој пат со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе дојдеме на власт и дека во истинска смисла на зборот сите оние работи кои сме испуштиле во минатото ќе ги исправиме на начин како што е предвидено во Уставот и законите во Република Македонија, никако надвор од неа. Од тие причини сметам дека и овде во Ресен особено, повторно сакам да истакна, дека без разлика како становите ќе се однесуваат, секогаш травата е страната која губи. Од тие причини сметам дека вреди добро да размислувате и да бидете на страната на победникот, затоа што ние сакаме Република Македонија да има перспектива, да биде дел од Европската Унија, да влезе во безбедносните системи на НАТО и на тој начин веќе еднаш за секогаш да не се зборува за иднината на Македонија, таа тема да биде завршена и да се вратиме на економијата, да се вратиме на животот, да се вратиме на
сите тие процеси кои што ќе обезбедат навистина перспектива на сите граѓани во Република Македонија. Јас знам дека ви е ладно, има многу што да се кажува, меѓутоа ете вечерва толку благодарам многу и се надевам дека почесто ќе доаѓам за да убедам и моите оние кои се неубедени дека сме на вистински пат и дека вистината мора да победи. Ние сме моćни затоа што сме во право. Благодарам многу.